со две аутистични деца, од кои едното оди на училиште, а другото приморан да го чува дома. Поминува секојдневието на штипјанецот Зоран Мијалков. Со големи сили тој се снаоѓа како знае и умее. Оди на работа, го носи едното дете на училиште, се враќа, се грижи за другото. Ги храни, шета и како зеница во очи ги чува секој ден. Нема за него празник и делник, секој ден товарот е врз него. Училишен асистент за среќа има помалиот син, бидејќи оди на училиште. Поголемиот останува од второ одделение дома и без асистент, бидејќи има поголема инклузија. По повод светскиот ден на аутизмот, Мијалков за М-нет телевизија вели дека предизвиците во Македонија за него се големи. Проблем вели е што нема најосновно регистер за овие лица, а без него не може ништо да се направи. Во нашата земја за жал предизвиците се многу, затоа што скоро ништо немаме за нашите деци, за нас родителите и фамилиите, како што се има во нормалните земји. Чисто пример да ви кажам зошто сме дно, еве нема регистер. Колку деца со аутизам и возрастни има во Македонија, нема да знаат, нема регистер. И без регистер не можеш ти ништо да направиш. Он до второ одделение одеше на училиште, меѓутоа тогаш немаше инклузија како сега. Пример, мојот помал син имаше среќа затоа што оде на училиште, има и асистентка. Меѓутоа за Петар неговите генерации немаше и остана без образование. Како овие деца да земат основно образование, кои што немаат основно образование. Мијалков вели дека за среќа барем сега децата не се отфрлени како порано. Во минатото не биле повикувани на родендини и заеднички дружби со другарчињата, но од друга страна тој сега е барем малку среќен, оти добива поддршка од граѓаните, родителите на останатите ученици во училиштето, како и најголема поддршка од градоначалникот Иван Јорданов, со чија поддршка очекува најавениот рехабилитацијски центар во градот да биде изграден. Нема центри, например. Баш поради тоа што нема центри се уште, родителите сме изложени на тоа во догредно време да останеме без работа, затоа што баби дедовци умиваат и родители. Значи има и родители кои што умреа, така што одинака и полошо работата, затоа што ќе останеме ние, еве, јас сум вработен во библиотеката, меѓутоа доколку мојата мајка не може да ми помага, веќе е жива, ама не може да ми помага поради болест, може да се случи да останам без работа. И во тој случај буквално не знам од што би живееле јас и моите деца. Исто за аутизмот многу се важни испитувања. Значи, овие испитувања не се покриени од фондот, се е на приватно, а плаќаме цел живот, плаќаме здравство. Мијалков тврди дека од година в година нивниот проблем станува потежок. Нема кој да им помогне, да им ги причува барем малку децата. Повозрастните умираат, за жал понекогаш и родители. Плаќаат вели лекови приватно, бидејќи според него нема регистер. А овие испитувања треба за возносува на резултатите да се добие вистинска терапија, рекови и супременти, за да може да напредуваат овие деца. Значи, во секој аспект ние сме назад или дно. Инаку штипјанецот Зоран Мијалков со голема љубов кон своите две деца останува цврст со надеж дека сите деца со аутизам, но и со други попречености ќе бидат поддржани, бидејќи како што тој тврди, бројот од година в година се повеќе загрижувачки расте.